Разговарам со раководителот на подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Александар Лазаров. Раководителе, во фондот се воведува централизација на софтверот кој треба да донесе новитети за осигурениците. Што означува тоа? Значи, тоа е една новина во Фондот за здравство и тоа представува новина со која можеме ние као фонд да се гордееме, бидејќи после толку време менеджерскиот тим на фондот изнајде сила и можности да воведе таков централизиран софтвер. Многу бенефити ќе има од тој софтвер, бидејќи до сега секој граѓанин, секој осигуреник мораше да оди во својата подрачна служба, кај што е осигурен, и оттаму да ги бара сите потребни документи. Сега обратно, со воведувањето на новиот софтверски систем, значи ние сме веќе централизирани. Каде и да идете, во кој било град, во која било подрачна служба од Македонија, значи може да ги добиете исто услуги што ќе ги добиете и во подрачна служба во Струмица. Као пример, сакате плаво картонче. Сте војдени во Скопје, во клиника било која, и ви викат немате плаво картонче. Не мора сега како порано да доаѓате во Струмица, па да вадате плаво картонче, него сега едноставно одате во подрачна служба во Скопје, давате си ја здравствената книжка, ви добивате плаво картонче. Значи, тоа е голем бенефит. Или одате на одмор во Охрид, Струга, исто така, случајно. Еве сте забораиле да земате картончиња, ви се дешава некоја случка, значи одате во подрачна служба во Охрид или во Струга, си добивате плаво картонче. Тоа е една од големите придобивки. Исто порано да кажеме, мораше пријавата да биде директно да се пријаваш во подрачна служба кај што живееш или во фирмата кај што работиш. Сега обратно, секој осигуреник може да биде осигурен во која сака подрачна служба. Тој може да работи во Скопје, да живее во Охрид, а сака да биде осигуреник во Струмица. Доаѓа со потребните два документа, ние го регистрираме во Струмица и тој бива струмички осигуреник. Значи, тоа е еден бенефит голем што целта е да кажеме да ја олеснеме работата на осигурениците, за да можат да бидат по-флексибилни. Значи, кај или да речеме во одреден момент во одредена подрачна служба во Скопје е гужва на шалтерите. И не е тоа гужва да кажеме во одреден момент, него почест временски период. А смета он дека во Струмица по не е гужва. Значи, он може да дојде слободно во Струмица да се осигура, а картончиња пак да се зема од Скопје кај што има потреба. Значи, тоа се оние што викаме ние као бенефит, добри работи во фондот, кои многу одамна, да кажеме, осигурениците ги бараа од нас, бидејќи треба сега да се трчка од еден град во друг, од една подрачна во друга, ако фале, например, пријави, одјави, му фалат некои документи, па мора пак да оди, да речеме, во соодветниот град, за да ваде такви документи. И исто така да кажеме што било каква грешка на ниво на држава, во секој момент сега нема и матичните лекари или образците, например, да ги шетаме осигурениците. Тоа се решава се во подрачна служба во која сакаш. Значи, независно кај да си, доаѓаш во матичната служба тука, сакаш да ти биде овој, се одјавуваш, се пријаваш кај што сакаш. Значи, целта на овој софтвер е точно тоа, значи, подпомагање и подобрување на услугата од Фондот на здравство спрема осигурениците. Исто така најавени се и нови правила кои се однесуваат за работниците вработени на определено време. Кои се новитетите на оваа поле? Една новина која стварно е за поздравување, која е потекна од Министерството за труд и социјала и од Фондот за здравство, тоа е да кажеме до сега луѓето кои што фирми, кои што имаа пријавување секој месец или на 3 месеца, на 6 месеца, нивните осигуреници стално трбеа одредени проблеми. Бидејќи да кажеме дали службеникот или било кој ќе заборави да ја продолжи, да го одјави и да го одново пријава вработениот, и они ги губаа сите права кои им следуваат од здравствено осигурување. Бидејќи да кажеме со новиот закон, ако имаш прекин од еден ден, немаш право, например, на ортопедско помагало, бидејќи мора да имаш минимум 6 месеци здравствено осигурување. Сега со воведувањето на ова дека не мора, значи, да се одјавуваат вработените,
него собственикот може со еден договор или со анекс на договорот да дојде во подрачна служба и автоматски му се продолжува осигурувањето на осигурникот. Значи, бенефитот е во тоа што нема да има он временски период во кој не е осигурен. Бидејќи по автоматизам, штом се донесе нов договор или нов анекс кон договор, автоматски му продолжува него осигурувањето и нема прекин и ќе ги користи сите бенефити од здравственото осигурување. Мислам дека тоа многу голема позитивна работа.